Следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Александра Бојаровска, екологист. Бојаровска, британските вестници пишуваат за токсичната печка во Скопје. Институциите признаа дека таа не ги исполнува стандардите и дека е опасна по здравието. Дали како еколошки организации знаевте предходно за што станува збор и дали конечно поорганизирано ќе излезете да вршите притисок некој да понесе одговорност што влегла печката и толку години се употребувала? Значи, во 2001 кога оваа печка е веќе дел од система на Дрисла, важеле малку поинакви правила во однос на животната средина. Она што е важно е дека од 2005 година, 6 година со согласување на нашето законодавство со законодавството на Европската унија, оваа инсталација имала обврска да ја усогласи својата технологија со најдобрите технологии од областа на согорување на отпадот. Уште од 2013 година е издадена дозволата за согласување со оперативен план, односно таа еколошка дозвола што ние ја познаваме во јавноста. Тоа што е страшно е што од тогаш до денес операторот, односно собственикот на Дрисла, не исполни ниту една од мерките за намалување на загадувањето. Загадувањето требало да се изврши, тоест намалувањето на загадувањето требало да се изврши и на таа печка. Значи да се собираат сите емисии од горењето и на медицинскиот отпад, и на отпадниот отпад, и на комуналниот отпад, со цел да се усоврши оваа инсталација, односно да се усоврши депонијата и согорувањето на отпадот и се воспостави соодветен инсенератор. Тоа до ден денес не е случено. Прашање е каде беа институциите од 2013 година до ден денес, кога самиот оператор, Дрисла, не исполни ниту една од мерките. Дали конечно поорганизирано ќе излезете да вршите притисок некој да понесе одговорност што влегла печката и толку години се употребувала? Можам да кажам дека за разлика од порано, сега барем има повеќе групи на организации кои што работат прво на загадување на воздухот и решавање на проблемот со загадување на воздухот, а и група која што работи во околината на сама Дрисла, која што веќе врши некакви истражувања во однос на тоа колку и како влијае таа инсталација, односно загадувањето од Дрисла врз здравието на луѓето кои што се наоѓаат таму. Имаше од страна на наши колеги и дојави дека има зголемување на канцерогени заболувања и така натака. Сето тоа претпоставувам дека со тек на време ќе излезе во некоја малку посопштена студија која што ќе ги поттигне и властите малце посериозно да го решаваат овој проблем. Зошто сме се согласиле тука да се уништува медицински отпад кога сме меѓу водечките градови во регионот по загаденост и по широко и дали сега институциите понудија вистинска солуција? Искрено да ви кажам, мислам по-лицемерен ми е односот на британската влада која донирала опрема која што е отпад за согорување на отпад. Од друга страна, претпоставувам дека македонската влада немала избор во тој момент, што и како да прифати. Во секој случај сметам дека решението не било ни едното ни другото, би требало да се гледа подолгорочно да се реши тој проблем со уништување на медицинскиот отпад, нешто што не гледам дека и сега се случува. Значи, кај нас се уште зборуваме за решавање на отпадот без да размислување на намалување на истиот. Сега, едната компонента на Дрисла, која што се однесува на медицинскиот отпад, за медицинскиот отпад важа малку поинакви правила и би требало да размислиме како држава како долгорочно да го решиме тој проблем. А не само со адхок решение сега, ево гледам дека инспекторатот им забрано работа кога има високо загадување во Скопје, но тоа не е решение, затоа што од медицинскиот отпад, согласно правилата на медицинскиот отпад, треба да се спалува веднаш по неговото депонирање. Така да сметам дека треба вистински и долгорочно да се размисли како да се реши тој отпад и дали ќе се согорува тука или ќе се праќа во други држави. Велите дека проблем е што воопшто била донирана таква печка, но ние сме употребувале 16 години и според вас кое е сега вистинското решение? Значи решението е или да се исполнат стандардите, европските стандарди за работа на еден инсенератор, односно ваква депонија која што гори и медицински отпад, и отпаден отпад, и комунален отпад, или истата да се затвори. Друго решение нема.
Дали има увид за тоа каков отпад се согорува на останатите диви депонии низ Македонија? Актуелен беше проблемот и со дивата депонија во Тетово. Вообичаено, значи тоа што беше објавено од страна на инспекторатот е дека се гори комунален отпад, но тоа не остава можност која имате вие дива депонија на неа да бидат депонирани и индустријски отпад и друг вид на отпад за кој што на пример обичниот човек не би бил свесен. Вообичаено, пак ќе кажам, е комунален отпад, затоа што за големите индустријски капацитети Министерството за животна средина и Државниот инспекторат водат сметка на некој начин и водат евиденција каков и каде се депонира тој индустријски отпад, така што опасниот отпад се претпоставува дека не се депонира таму, но сепак имајќи предвид дека тие депонии не се оградени, нема чуварска служба и така натака, затоа што се диви, се остава можност да биде и горен и депониран секаков отпад. Со години се посочува дека виновник за загадувањето на воздухот се затоплувањето, сообраќајот и индустријата, односно повеќе фактори. Дали со расветлувањето на случајот со Дрисла конечно се лоцира кој е најголемиот трујач на воздухот во Скопје? Имаше студија објавена од страна на Министерството за животна средина која што добро ги лоцира сите извори на некој начин на загадување во Скопје. И сообраќајот, и загревањето, и градежната експанзија во градот дефинитивно допринесуваат за загадувањето и тоа со висок процент. Тука не се изоставува индустријата. Значи во индустријата исто така 1/3 од загадувањето потпаѓа под индустријата. И кога зборам под индустријата, не зборувам само за овие големи загадувачи кои што подлежат на интегрирана еколошка дозвола, како на пример железара, усие, исто така тука се и Дрисла, нели овој проблем кој што сега го зборуваме, тука подлежат и оние кои што се помали индустријски капацитети кои загадуваат, односно подлежат на Б интегрирана еколошка дозвола кој што никој не ги мониторира. Во државава секоја година алармантно и постојано се зголемува бројот на заболувања како последица на воздухот и секоја година се нудат ад хок решенија во моментот кога проблемот е најакутен. Дали нешто се смени со новата власт во чија што агенда пред избори екологијата беше приоритет? Можам да кажам дека посериозно можеби почна да се решава проблемот, но сепак не со она брзина или со оние барања, вкупно остварување на барања кои што ние ги имавме како граѓански сектор генерално. И не зборам само за мојата организација, него и за другите групи на организации кои што исто така дадоа допринос кон решавање на проблемот со загадувањето. Ние очекувавме многу повеќе. Дали индустријските капацитети на територија на Македонија кои едно време не работеа, во меѓувреме ги исполнија условите, зашто евидентно е дека поголемиот дел од нив работат? Ако збориме конкретно за Дрисла, ева може да се увиди на терен дека воопшто не ги исполниле барањата од тој оперативен план, односно од еколошката дозвола. Истото се однесува и за рек Битола, и за рек Осломе, за оние круцијални големи загадувачи кои што во суштина ја искористуваат нивната положба, затоа што нели едните се обезбедуваат електрична енергија, другите го согоруваат отпадот, ево и во овој случај медицинскиот кој што би морало да се согорува и на некој начин ја искористуваат нивната положба, имајќи предвид што и како работат и едноставно нема од нивна страна совест или било какво исполнување на тие мерки. Како да се намали загадувањето кое доаѓа од сообраќајот? Градот воведе бесплатен автобуски превоз во одредени денови и најави мапирање на возилата од идната година. Дали е тоа доволно или е потребно системско или порадикално решение кога и автобусите кои користат нафта го загадуваат воздухот? Тоа е кај нас оној главниот проблем што ние никогаш долгорочно не ги гледаме работите. Кога се обновуваше возниот парк на јавното претпријатие, не се размислуваше на тој проблем дека во суштина треба да се размисли за тип на мотори автобуси кои што нели ќе бидат хибрид или така натака, за да нема нели зголемување на загадувањето на воздухот. Истото се однесува и за возилата, нели се донесе онаа мерка за да можат да се увозат многу стари возила кои што се уште не се знае дали ги имаат тие потребни катализатори за намалување на воздухот и така натака. Сето тоа доведе до тоа што го имаме сега. Имаме стар возен парк кој што ево се трудиме сега да го обележиме, за да може нели следната година, откако ќе се направи таквото обележување, полесно да се исклучуваат од сообраќајот.
Тоа е една мерка која што исто и ние ја предлагавме, за разлика од онаа старата мерка од Југославија, пар непар, која што беше исто предложена, која што реално нема баш да го намали, многу да го намали загадувањето, така да е чекор кон таму, но сепак може повеќе. Што се случува со парите на граѓаните кои ги плаќаат за екологија? По основ на даноци во 2016 година се собрани 170 милиони, а за заштита на животната средина се искористени 100.000. За жал, кај нас се уште системот е таков на буџетско собирање, каде што сите пари влегуваат во едно купче на буџетот на Република Македонија. Министерството за животна средина има само еден мал дел од тој буџет кој што се однесува на регистрација на возила и само со тој буџет реално можат да реинвестираат во некакви мерки или активности за намалување на загадувањето или за решавање на некој еколошки проблем. Би требало, согласно начелото, сите тие средства кои што се прибираат по тој основ, истите да се реинвестира назад и уште многу повеќе да се реинвестира, имајќи предвид дека многу години државава немала баш животната средина не била приоритет. Ви благодарам на разговорот. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.